дека имаме почеток на два паралелни и меѓусебно взаемно условени процеси. Едниот, како што веќе спомнав, е јавната расправа, со што се добиваме релевантни податоци за овој стратегиски базичен документ кој е поврзан со заштитеното подрачје Маркови кули, да добиеме релевантни информации кои што би надградиле на нашите почетни сознанија, веќе во драфт верзијата презентирани, на тој начин да го финализираме и да возможиме услови за негово усвојување и на тој начин ставање како основа за сите други активности и во сферата на заштитата, и во сферата на надградувањето, и во сферата на експлоатацијата. Вториот сегмент со кој почнуваме в суштина, ние како Институтот за старословенска култура, како субјект на управување со овој заштитеното подрачје, започнува процес на реноминација на тентативната листа на УНЕСКО на заштитеното подрачје Маркови кули како споменик на културата и споменик на природата, односно како споменик на културата и природата истовремено. Што тоа во суштина значи? Со оглед дека природните содржини на Маркови кули се валоризирани со поестетската состојба во која споменикот на природата Маркови кули се наоѓа на тентативната листа на УНЕСКО, вклучувањето на културните содржини на ниеден начин не ги дерогираат претходните сознанија за природните вредности, напротив, додаваат дополнителна вредност која што има покрај значење за споменикот сам по себе, него и за општествената заедница. Имено со оглед дека се работи за многу значаен и пространен простор во рамките на Северна Пелагонија, неговото ставање во функција и промовирање во пошироки меѓународни рамки една од неопходните димензии, односно ако сакаме да бидеме искрени, една од суштествените димензии е токму културното наследство. Да ве потсетам на овој простор и во неговата близина имаме цела низа на споменици на културата, значи правно валоризирани културни вредности. Тука се Трескавец, фортификацијата Маркови кули, комплексот Варош, црквите Свети Никола, Свети Димитрија, Свети Архангел Михаел, Свети Петар и Павле, да не ги набројувам, па заклучно со влезната, разбарената порта на Трескавец како споменик на културата. Значи имаме на цел диапазон на вредности кои што мора да бидат подложни на пошироко меѓународно валоризирање. На тој начин Институтот за старословенска култура смета дека има доволно факти произлезени од нашите проучувања од аспект на археологија, историја на уметност, етнологија и лингвистика, за да можеме да се фатиме во коште со тие меѓународни стандарди за валоризација на вредностите, компаративно зборувам. Значи, тие два аспекти, на овој начин ја почнуваме еден процес кој што е деликатен, кој што е комплексен, кој што не треба подршка од сите, вклучувајќи ги од вас медиумите, како промотори, но и како заштитници на просторот со оглед на вашите информации кои што се неопходни во функцијата на заштита на просторот. Марковите кули како споменик на природата се со закон прогласен 2006 година. Сега сме 2018 година. Ние 2009 година имавме подготвено план за управување, но некои причини не беше ова денешна јавна расправа и усвојување. 2013 година имавме втор план за управување, исто кој што не беше, и сега ова е трет. Значи, пречката е базичниот, фундаменталниот, почетниот документ за било која акција, вклучувајќи ги и постапката за номинација на постојаната листа на УНЕСКО и планот за управување. Тоа е всушност уставот или базичниот документ за овој простор. Од тие причини, главната пречка, основната пречка беше немање на план за управување. Значи, посебен акцент е дадено на она што е многу важно за локалитетот Маркови кули, а тоа се геоморфолошките или геолошко-геоморфолошките форми, по кои е познат локалитетот не само во Македонија, него и пошироко. Во таа смисла посебен акцент е ставен на инвентаризација на геоморфолошките форми, на нивната заштита, начините на понатамошно уредување на локалитетот и правци за натамошно уредување и искористување, така наречено одржливо искористување на локалитетот, меѓутоа во смисла на заштита на сето она што е уникатно и што треба да остане за идните генерации. До сега, во минатото, често бевме сведоци или може да се видат одредени нарушувања
деградации, одредени девастации на природните форми. Знаеме дека локалитетот или споменикот, односно заштитеното подрачје Маркови кули е на привремената листа на УНЕСКО и целта е да не биде на привремена листа на УНЕСКО, него да биде на постојана, односно да биде на она листа на УНЕСКО со која што ќе се горди и градот Прилеп, меѓутоа ќе се горди и Република Македонија, бидејќи тоа ќе биде, очекуваме дека ќе биде првото подрачје во Македонија кое што врз база на типично природни карактеристики во комбинации со одредени културно-историски споменици, археолошки локалитети и така натаму, значи ќе биде навистина заштитено во светски рамки, а тоа ќе придонесе за многу поголем углед на локалитетот, поголема посетеност и во сето тоа големо значење и голема придобивка ќе има и општина Прилеп, односно градот Прилеп, преку очекуваме зголемен број на посетители, меѓутоа рековме и во исто време заштита и промоција на најдобар може начин на сето она што вреди на овој простор. Генерално кажано, планот за управување е базиран на неколку студии кои што се однесуваат на комплетното наследство кое што е содржано во склоп на споменикот на природата Маркови кули. Тоа се пред се природното наследство кое што е поделено примарно се однесува на геоморфолошките форми, потоа биодиверзитетот, флора и фауна и секако многу значаен сегмент од овој споменик е и културното наследство. Во суштина, за да знаеме што, за да штитиме нешто, треба првично да знаеме со што ние се располагаме. Во прилог на тоа, во склоп на самиот план за управување се предвидени активности во контекст на инвентаризација на целото наследство, значи она што го кажав на почетокот, природно и културна, која ќе ја имаме со примена на современа компјутерска технологија и технологија за снимање на тридимензионално снимање на самиот простори на спомениците кои што постојат таму. А потоа, врз основа на направената инвентаризација, може да се врши и мониторинг на сите појави кои што се случуваат таму.